пример јас да ја водам оваа држава. Па јас си велам, прво што ќе направам, ќе ги неутрализирам сите можни аспекти во кои што се шири тоа зло, а не да ги поддржувам и да правам договори како што нашите политичари денеска тоа го прават. Во образованието ќе воведам знаење во кое што нема да биде насочено само на вештачко знаење кое што само го впиваме и го забораваме за 3 дена. Значи на младите да им се воведе едно духовно и психолошко знаење кое што ќе знаат како да си помагаат сами со себе, како да одат кон животот, како да се бараат себе, како да се реализираат себе, а не да ги учам на некое си минливо површно знаење за утре тие кои ќе излезат да влезат во компанија, затоа што немаат ниту никакви вештини, ниту способности, ниту самите со себе не знаат кај си, што се. Значи, државата во ниеден момент не придонесува човекот, поединецот да се развива во правец во кој што ќе може утре да биде свој човек, па макар и нешто свое да создаде. И плюс да ја негува духовната вера. Значи, сметам дека политиката и системот треба да бидат првите кои што ќе го воведат тоа духовно образование каде што луѓето ќе го неутрализираат стравот и ќе веруваат повеќе во Бога и ќе се поправаат со текот на животот. Значи, општеството да ги наметне тие вредности на себе менување, почитување на другиот и барање на себе и реализирање. И утре таквото општество ќе придонесе среќна заедница, солидарност, хуманост. Од друга страна, нема да се живее еден пасивен, непрогресивен живот, туку ќе сита кон остварување на себе си во секој поглед и државата нема да биде таа која што ќе ти пропагира преку медиуми стравови и негативни вести, туку државата ќе ги спречи медиумите да не шират такви невистини и лаги, ќе ги притисне од сите страни за да се внесува во општеството една здрава вредност. Здраво семе, како што на времето имавме ние прекрасни детски емисии, едукативни програми, нешто што луѓето наставно се занимаваа со некоја едукација, нешто гледаш што ќе ти исполни духот, ќе ти ја развие личноста. Денес имаме само некои турски серии, ширење на страв преку вести, преку информации, па тука се социјалните мрежи, дозволени се од секаков вид инфлуенсерите. Значи, кој сака пие, кој сака плаќа, значи буквално едно толку хаотично, дисхармонично општество кое што е донесено од сите страни и луѓето едноставно потоа се чудат од каде доаѓаат сите овие несреќи. Ке доаѓаат и верувајте ми, чујте ми ги зборовите дека ова не е ништо што се случи во Кочани. Не е ништо што се случи. Ке има такви лоши, полоши несреќи затоа што луѓето очигледно е дека не се поправаат и не се освестуваат. И ако во оваа држава не дојде некој човек кој што ќе биде непартиски ориентиран, кој што ќе се залага на вистина за да направи некои здрави промени во општеството, не и се пишува добро ни на оваа држава. Затоа што од еден во друг политичар, како што можеме да видиме, нема политичар, нема човек кој што ќе го спречи злото. Туку луѓето немаат свест, немаат знаење за злото, а немаат ни самите политичари и они се повеќе ќе го дозволуваат. А со се поголемо дозволување на злото во општеството, еве како што се дозволи таа градежна мафија, како што се вгнезди таа градежна мафија имаме на секој чекор, така ќе се вгнездува во секој чекор и злото, ако човекот не стави стоп. А стоп може да се стави само ако колективот каже стоп на ова што се случува и се врати кон Бога и малку се разбистри во главата, се освести и каже стоп, не може вака затоа што ми се важни моите дечиња. Ми се важни моите внучиња утре да живеат еден нормален живот, а нема да го живеат ако влегуваат во корпорации, во компании кои што ќе ги заглавуваат и ќе буквално ќе живеат како робови.